Судскиот совет ја потврди оставката на вршителот на должност на Скопскиот кривичен суд Татјана Михајлова и најави неколку опции како да се реши моменталната ситуација во судот. Поставување на нов ВД, избор од веќе постоечките кандидати, распишување на нов оглас за председател. Судскиот совет ќе ја констатира оставката на Михајлова во која не навела од кој причини ја поднесува на седница. Судиката ќе ја извршува должноста се додека советот не најде законско решение. Доколку оцениме дека има можност да извршиме избор, значи натаму разгледуваме што би било доколку не се изврши избор, па објавување на нови огласи, што е најповолно во овој момент. Значи од тој аспект ги разгледуваме сите можни решенија како колективно тело. Значи одлуката и изборот или неизборот на судија или председател не зависи од еден човек. Значи имаме кај дел од судовите, конкретно во скопските судови, двојно гласање со двојно мнозинство, двотретинско и дополнително со гласање на заедниците што не се мнозинство. Значи од сиве овие причини ќе одлучиме во кој момент е најсоодветен. Михајлова ја поднесе оставката вчера, а следи откако Врховниот суд им ја уважи жалбата и ги врати на старите места 7 судии кои по новиот годишен извештај беа префрлени со работа во прекршоци или малолетници. Скоро 4 месеци Основниот суд функционира со ВД откако на Владимир Панчевски му истече мандатот. Председателскиот избор се одолговлечи официјално поради недовршени интервјуа, неофицијално се чека формирање на нова влада.